Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Рингу ја украде органата на мисионерот. Сега го гризеше совеста. Крадењето никого не го прави среќен. Дали си го искусил тоа? Без оглед на тоа дали си зел нешто од продавница или од чантата на мајка ти, не е важно. Има само еден начин повторно да се направи правилното. Рингу го избра правилниот начин. Го замоли Исус за прошка и сакаше да го врати тоа што го украде. Ги впрегна биковите на количката и ја стави органата на неа. Рингу, што правиш? Ќе ја вратам органата. Луд ли си? Зошто ја украде ако едноставно ја вратиш? Не те разбирам од кога реши да веруваш во Исус. Качи се, ќе ти раскажам се за тоа додека одиме. Рингу брзаше да дојде до градот. Му беше мило што веднаш ја најде госпогица Мери. Таа работеше како преведувач на Библијата во Индија. Здраво на двајцата. Колку прекрасно од вас што дојдовте. Можам да ви исползувам, а ми недостасуваат неколку курку зборови во мојот превод. Ке ми помогнете ли? Да, но прво треба да се сретнам со Сахиб Груп. Тој не е овде. Многу се разболе. Авионот го врати дома во Америка, но лекарите повеќе не можеа да му помогнат. Сахиб Груп сега е на небото. Сахиб е на небото? Со Господ Исус? Сигурно е многу среќен таму, но повеќе не е овде со нас. Не е повеќе овде со нас. Овие вести многу го растажија Рингу. Тој плачеше. Види, имам слика од него. Сакаш ли да ја зачуваш? Благодарам многу. Ова е мојот Сахиб кој ми кажа за Господ Исус. Рингу, Бог има план за твојот живот. Верувам дека сака да им кажеш на другите луѓе за него. Но јас украдов нешто. Органата. Надворе во двоколката. Сега се беше надворно отворено. И на Рингу му олесна. Госпогица Мери му прости. Со олеснување отиде до двоколката и го врати украдениот предмет. Збогум, госпогице Мери, следниот пат кога ќе ве посетам ќе ви кажам повеќе курку зборови, но сега треба да купиме дрва за огрев. И додека патуваа, тој се молеше. Благодарам многу, Господе Исусе, што ми прости. Те молам, кажи му на Сахиб дека ја врати в органата. Сега сум многу среќен и сакам да ти служам. Рингу, може ли да ми раскажеш за Исус? Да, сакам да ти раскажувам за него секој ден. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!